Почитувани, додека во Македонија нема вакцини, тече само процесот на ревакцинација, граѓаните бараат спас и се вакцинираат во соседството, светот сериозно се подготвува како да се справи со новите соеви на коронавирусот. Новиот индиски сој, така наречен Делта, според британски извештај, не се детектира со вообичаените PCR тестови. Тоа би значило дека се потребни нови реагенси за PCR тестови за да се детектира овој сој. Но што прави нашата власт? Додека во светот се прават анализи, проценки за новиот сој, планови како да се постапи слично, надлежните во Македонија немаат абер. Па да не биде дека не сме им кажале. Еве, им кажуваме, како што им кажувавме и за се досега. Уште пред да го имаме првиот случај во Македонија, ВМРО ДПМН апелираше да се набават повеќе реагенси, масовно и бесплатно да се тестира. Но власта релативизираше и тераше пиар. Заев и Венко немаат слух за апелите од опозицијата и од народот. Исходот од таа нивна негрижа се над 5000 изгубени животи и народ оставен сам да се снаоѓа како знае и умее. Со волкав процент на вакцинирани во овој момент, факт е дека тешко ќе постигнеме колективен имунитет наскоро. Со овој мал процент на вакцинирани, четвртиот бран е неминовен. Ама зошто Венко, Филипче и Зоран Заев да се грижат за тоа како да спречат евентуален четврти бран, кога можат да уживаат? Затоа го прашуваме министерот за здравство. Дали има план како да се справи со евентуален четврти бран? И дали има намера да набави PCR тестови кои би го детектирале новиот сој, бидејќи постоечкиот не е соодветен за да открие евентуално постоење на новиот сој од вирусот. Филипче конечно да почне да работи, да заборави на провизиите и да се погрижи за здравјето на граѓаните. Благодарам.